Конечно, убаво време и природата не повикува, но имаме специјална прилика да се запознаеме со УТВ возило, Ultra Terrain Vehicle. Денеска го имаме на тест CF Moto Z-Force 1000. Тоа значи дека има двоцилиндричен мотор со зафатнина од 998 кубни сантиметри и сила од 80 коњи. Ова возило е како створено за забава, но пред да почне забавата треба да се опремиме. Иако е температурата негде околу 27-8 степени, сепак треба да обрнеме внимание на заштитата. А кога се вози УТВ возило, гледате дека нема никаква странична заштита, дури и вратите не се целосни, а стаклени површини како и да нема. Тоа е поради заштитата. Но, пред да дојдеме до таа заштита, мора себе си да се заштитиме. Препорачуваме секогаш да носите заштитна јакна и се разбира заштитна кацига. Таа ќе ве заштити од евентуални превртувања, но и од прашина, како и што се специјалните наочари. Не ми е секојдневно да ги ставам овие гаджети на себе, па ќе ми треба малце повеќе време да се средам. Инаку, што се однесува до заштитата, неопходни се да имате и специјални ракавици. Како што напоменав, отворено е возилото и може да имате удари и од гранки, па затоа треба да бидете заштитени. И бидејќи ова вистинско возило има и сигурносен ремен, кој обавезно треба да се носи на теренот. Толку беше околу опремувањето. Да видиме што може да ни пружи оваа машина, која има 80 коњи и има CVT менувач. Значи, ваше е само да управувате. Возењето на Z-Force 1000 ветува многу. Основниот погон е на задните тркала, но кога возачот сака, може мануелно да го префрли во 4x4 модус или блокадата на диференцијалот, што во текот на возењето не го направив, бидејќи немаше потреба за тоа. Растојанието од тлото од 28 см и чистите површини дозволуваат огромна проодност на теренот и слобода на движење. Управувањето е директно, подпомогнато со електричен сервоуред, па доволни се кратки покрети со воланот да се одржува саканиот правец и помага при маневрите на помала брзина. Поставен на меѓуоскино растојание како мал автомобил, Z-Force 1000 има мултилинк подпирање на задните тркала, додека предните се поврзани со двојни попречни стабилизатори со каросеријата. Одговорот на сите нерамнини е моментален и овозможува одлична интеракција со возачот. Конструкцијата прилагодена да одговори на тешки предизвици е она на што не сме навикнати во секојдневното возење и однесувањето е неспоредливо со ниту едно класично теренско возило. Иако има само 80 коњи, комбинацијата со CVT менувачот ви дава оптимална сила во секој момент. Без оглед дали возите на нагорнина, на рамно или на удолница, лесно ги дозирате силата и правецот на движењето. При темпераментно возење добивате забава за сите пари. Тогаш морате да бидете фокусирани и да го контролирате ударот на адреналинот, бидејќи управливоста и стабилноста не се над законите на физиката. Конструирани да поминуваат тешки терени, УТВ возилата имаат високо тежиште и мало растојание на тркалата, па при нагли маневри лесно се изфрлаат од рамнотежа, но со дозирани маневри каросеријата се стабилизира. Тоа се забележува кога сте на некој потесен терен и сецкате со гасот. Преносот е дизајниран за издржливост и сигурни перформанси. Тоа е впечатокот што во текот на возењето се наметнува сам по себе. Однесувањето е мазно и сосема предвидливо, овозможувајќи ви да го поставите возилото за да ги задоволи вашиот стил на возење и условите на теренот.
Најголемиот проблем, ако тоа може така да се каже, е ненаситноста за совладување на нови пречки и секој нов предизвик дава чувство на сатисфакција. Оваа средба е љубов на прв поглед која се продлабочува со секој нов предизвик. Затоа нема потреба многу да се зборува. Нека делата зборуваат за себе. Теренот нешто повеќе од 50 километри. Потрошив нешто повеќе од 10 литри, но тоа не е ништо страшно. Пострашно е што ќе се испотите и ќе се наполните со прашина. И ќе ме праша некој како е чувството на возење на АТВ. Бучене, прашина од сите страни, ветер ве удира, но адреналинот и задоволството кои го имате при возењето се извонредни. И една препорака. Гледате, полн сум со прашина. Најдете си некаде да се пресоблечете, бидејќи дома нема да ве примат вака.